бидејќи насилни действија од полицијата немаше. Па добро, сега немаше во добар дел од протестите, меѓутоа кога сакавме да поставиме шатори, имаше мало насилие кое што ние го надминавме со бројка. Затоа што сакаше полицијата да го сруши шаторот и не ни дозволеше. Да не се поставува пред собрание. Да, не пред собрание, туку во паркот од другата страна на собранието. Ние имавме дозвола од градскиот архитект. Значи, ако зборуваме нели за детали, ние имавме дозвола која што ја даде званичен орган на град Скопје, што значи дека полицијата сакаше да го суспендира дури и законот за град Скопје. Не, кога се покаже решението, шаторот беше поставен и остави. Но за споредба, морам нешто да ви споредам. Дали знаете дека полицијата не им дава на штрајкувачите од ФАС 11 октомври се задржуваат пред собрание? И мора да шетаат низ улици, да спартаат, иако се работи и за стари луѓе и за наистина гневни. Можам да ја кажам само дека согласно она што е моје сваќање за политика, согласно она што е моје демократско убедување, мислам дека тоа не е добро. Дали ќе ги замолите полицајците од собрание да ги остават луѓето од ФАС на акција тоа да ако сакаат да протестираат пред собрание, да се протестираат пред собрание како секако стално било. Секако затоа што мислам дека оваа емисија има тежина на јавен документ, односно на јавна изјава, а можам слободно да кажам дека ако е така, а прв пат слушам, мислам дека не би требало да е така. Секој што сака да протестира има право да дојде пред собранието и да протестира. Тоа е една демократска придобивка која што Македонија не треба да ја изгуби. Секој може да го искаже својот револт, нормално во рамките на она што се нарекува дозволено. Одиме понатаму за да преминеме на другата тема. Мислите ли дека полицијата денес е поинака од полицијата во времето на минатата влада? Мислам, иако да речеме тоа е надвор од мојот домен на занимавање, затоа што ја не сум работен во МВР, туку сум работен во собранието. Да, сте во комисијата. Во комисијата сум, во таа комисија сме разговарале, односно сме ги посетиле сите испостави на ДВК низ Македонија, сме разговарале за тоа како делува ДВК, дали се водат досија, дали има партиски притисок врз државна безбедност, не само од власта, туку од било која партија. И мислам дека согласно она што ние го имаме добиено и како пратеници и како членови на таа комисија, тие методи се напуштени. И јас се надевам дека нас не излажале, дека она што го кажале е вистина, дека ДБК ги има сменето на начините на својот интерес, обработка и прибирање на податоците, дека нема злоупотреба од страна на државата кон поединецот или од страна на држава кон партија или неистомисленици, и можам да ви кажам дека се надевам дека така и ќе остане. Воспротивно, тоа се многу лоши знаци. Меѓутоа, јас за тоа немам потврда. Можам да ви кажам дека со човекот кој што ми го водеше досието, се надевам и дека ја гледа емисијата, јас разговарав во Куманово од позиција на пратеник кој што им контролира државната безбедност, затоа што тој човек се уште не е сменет како началник на Кумановската испостава на државна безбедност, и лично тој ми рече дека едноставно тоа било работа. Дека не зборам за тоа време, него зборувам дека едноставно таквите методи на работа се напуштени. А за тоа време ќе мора да објасни на друго ниво. Добро, дали ви се случило како сте пратеник да водите разговор на телефон и да речете на некој друг чека, не го зборите по телефон, како ќе се видиме, ќе го кажеш? Да. Значи не верувате дека не се случи? Не е тоа затоа што зборувам искрено, нели, сакам да бидам искрен пред македонската јавност. Посебно ми се случува откако го земав досието и како видов дека стварно ми се прислушкувани разговори. Меѓутоа тоа е една, се надевам, привремена параноја, од проста причина што мислам дека никој нема од оваа власт да се дрзне да биде толков голем господар на приватните животи, за да дојде па да не прислушкува што ние разговараме. Ајде за тоа подоцна ќе видим. Ајде. Што е беше мојаветот? Крајот на вашето досие, барем она што го прочитав во весниците, завршува со тоа дека имало основ да бидете прислушкувани заради екстремизам, односно склоност на радикални потези. Потоа досието се затвара. Што е причина и кој го донал решението и по кој основ досието да се затвара? Па ја бев многу изненаден што прво бев заведен како македонски екстремист, што на некој начин не ми годеше, да ви кажам, иако вие сакате да го оспорите тоа во претходниот ваш коментар, зашто ја нема да се сложам. Македонски патриот,
тоа е нешто кое што како карактеристика, веројатно секој македонец се бори во животот. Не, патриоти сме сите ние, ама таму пише екстремист. Па екстремист, според моето разбирање на лексиконите, според моето филозофско разбирање на зборот, значи само поенергично применување на нормална, нели, на нормален патриотизм. Верувам дека во ДБК ги имаат тие лексикони. Па во ДБК ако ги немаат може да ги читат, се надам дека не им се потребни затоа што веќе не водат лица како македонски екстремисти во Македонија. Да бев во Грција или да бев во Албанија или во Бугарија или во Југославија да ме воде како македонски екстремист, па може би да се замислят. Меѓутоа, у моја држава некој да ме води како македонски екстремист, мислам дека и повеќе од безобразно и нешто за кое што ќе треба да ги расчистиме работите во македонските судови, согласно законот, согласно другата законска регулатива и согласно уставот. Морам да ви кажам дека е прилично интересно образложението за дерегистрирање. Морам да ви кажам, не ми е мене чудно што вие сакате да бидете македонски екстремист, но што во еден дел од моето досие пише дека и јас сум соработувал на тоа, дека практично сум соработувал на македонски екстремизам. Тоа не знам вашето досие, не сум го видел, така што ќе оставиме нели на времето да покаже. И тоа токму за студентските протести. Ево, предлог за дерегистрирање од оперативна обработка, моје име, псевдоним Марта, и вика Петровски Филип со решение на директорот на ДБК, значи во тоа време, ако не се лажам, Добри Величковски, на 13.3.1997 е заведен по псевдоним Марта. Споменато лице е заведено поради постоење на основано сомнение за превземање на противуставни активности, знак прашалник нели у мојата глава, од негова страна, директно насочени кон насилна промена на уставниот поредок. Споменато лице како припадник на одредена екстремна групација, земјата беше организатор на манифестација на која беше заговарана насилна промена на демократските институции, и тука има знак прашалник 94 година колку демократски беа изборите. А нели денеска опозицијата кука дека некој друг спроведува недемократски избори, и сега ќе прескокнам дека беше следен 4 избори, применува на ОТС мерка врела, што значи прислушкување, и што е најголем прашалник и што е најголема дрскост, од превземаните мерки и активности беа потврдени противуставните активности на споменатото лице. Но пазите, ако некој такво нешто се дозволил да каже, треба да напише кои се тие мои против